настапуваме и мажите онака до крајот на паркот, жените позади, знаеш. И она се и толку интензивно, знаеш, влегуваш, пошто имат инструментални и онака блицеви, те снимат. Кај пееш, како се викаше песна, чека? Ах ти очи зелени. Ах тие очи, готово, восклекнав одма, вака, земав све што имаш. Тоа е онакво, као гледам едно чиче, земало, само си го направило тенк. И вакво, и го команда, ние го снимаме, пробај, значи насред улица, значи животорадосност и игривост. На еден другар му излекол, Бог да го прости, кочан и вака пред кола му се фрлил, ке ме носиш у Скопје и го однал во индастријал му пуштал во кола, се разбрале, све супер. Да кажем, забавиве, во Лесново и прва вечер ги гледам на чешма собрани, над 90, пијат ракија и пеат песни, знаеш. Тоа доаѓа обезбедување, каже, не може више, као дај, и овие, молим те, викам, не ми смета, остаги, не може. И одиме, има позади полиција, вакви шаторчиња за пресоблекување. И со обезбедувањето одиме и вади тој апаратче, може да се слика. А овие ги караше пред камера. Покријани, што да ви кажам, значи, сте паднале во, како лажице во мед, не знаете што имате, да си го цените тоа што си го имате, на најубавото место на светот живеете. Кај си, Мелена? Еве. Шо преш? Уживам. Уживаш? Дишам охридски воздух. Леле, како ти е сега денови во Охрид? Деноиве? Препородени. 4 дена нешто се слави, те винофест, те роден ден, и те ова, те она. Убаво ти кажам. Па шо бараш Скопје? Седи од дека шо? Ти кажам, право се мислам. Шо? Скопје не ми е по фенг шуй, ни по фанг шуй не ми ич. Ни по фанг, ни по фенг. Леле. Иначе, нешто интересно за нашиот подкаст е тоа што ти си прва adult women, да. А мислам, ако се рачуна за момент за сега, знаеш, све е дискутабилно, знаеш, не се знае кој е, како е. Ево, пример, јас не се рачунам за маж, туку се рачунам за е. За е? Да, имаше на Инстаграм да си одбериш. Нели, маж, жена. Јас мислам дека време ти тука да го донесеш тоа, да си одберам јас, уште од сега не сум спремна, не знам шо сум, не сум осознаена. Па толку ги не си спремен, само е сте стегат. И ти излегат Хорхе и е. Дешкања нешто кој мовето, добра си, и ти, сум ја. И толку. Тоа е мовето, даш. Да ти кажам, ко све се чувствувам со оглед на тоа што све треба да правам у секојдневието, и маж, и жена, и дете, и све. Све, ја? Да. Кај живееш Скопје, шо правиш таму? Скопје живеам во Козле. Шо правам, навечер идам има една фонтана, или да не кажам, ќе ми дојдат после тоа на фонтана на луѓе. Така рече, еден другар ме гледа на фонтанава, тука зен, значи карши ми е ова студентскиот. Ме гледа, вика, како на Горан Стефановски, ќе ти направиме споменик на оваа клупа, пошто не си мрдната од тука навечер, е так, зен. Не ја предавај клупава, зашто не имаш приватност после. Да. Ете така. Друго, Скопје. Па не сум цело време Скопје. Сега сум во моментот во Скопје, инаку нон-стоп сум по патишта. Шетате? Па шетаме, бев Берлин пред месец дена. Имав некои работилници, некои убави настапи со екипа мешано, беа турци пријателиве мои кои што ме поканија. Беше многу интересен проект за нивно истражување и патување низ претежно екс-Југославија. И така беше, мултимедијално, и со визуелни, и со јас пеев, со музичари, такви убави настапи. Секојаш свирите на македонски пеете? Секојаш? Не, јас, ако ми персираш или... Како Баклава? Па добро, Баклава имаме албум на 7 јазика еден, што се вика Ме манкаш мучо, и тоа е посветен на сефардските евреи. И така што они зборуваат ладино и на нивниот пат, нели се прогонети од Шпанија. Ама не слушав дека не пеете такви песни? Пеевме на Ој девојче, на почетокот ја пеам на ладино, па на турски, па на сефардски. Сега немаше многу простор, бидејќи сакавме да го промовираме новиот албум. Да, тоа беше, тука беше и на настапот новиот албум. Мислам дека имаше неколку 6-7 песни, не? Да, 9 песни албумот, цел го изведовме. Да.
Беше втора премиера, всушност, не знам, 26 јули ќе биде официјално македонската премиера во МКЦ на, нели, МКЦ за Скопје настан, нели, по повод земјотресот јубилеот што е. Така што пригодно дешаванка ќе биде да се изведе тој материјал. Тоа се песни посветени на Скопје, ама издавач не е германец. Значи, прво со германците се ујдисавме, нив им се допадна, они не знаат дека е за Скопје. Така. Имаше една за Чаир, таа ми остана вум, така нешто за Чаир беше. Таа некако ни е хит, гледам дека сите на таа реагираат. Сега моментално снимаме спот за Кеј, може помине и за овој Кеј. Да, ама чекај, овдека снимате? Не, во Скопје, тоа е една релација таму што ја шетам секојдневно и затоа и е напишана и така интересно е спотчето, многу спонтано сега го монтираат дечкиве со кои што работа. Буквално случајни средби со луѓе што се таму, имаше се и се што да не го кажам, пошто не знам што ќе измонтира, дали ќе ми се свиѓа или ќе го треснам од глава. Абе, знаеш какви се овие монтажери, бе, Остајте. Кога треба да имаш работа со некој што треба ти средби нешто да ти ја препраат музикава или да ти препраат ова, тоа што. Смрт. Јас знам по мене. Кога треба јас нарекол да му правам, па чекат, па тоа. Или сликите, кај се сликите, прати ги сликите, ги немат. Не, јас сум малце контрол фрик. Ја и кога снимам, пошто во се сум инволвирана. И во режија, и знам кого снимам, и сум протагонист, и во монтажа, од таа до таа минута сакам. Така работам до сега. Па добра, си знам што сакам, за технички не сум баш онама. И со убави монтажери работам. Моите се погодија сега, за сега немам... Бај се да не ги... Да ги фалам или да... Ајде бе, ако почнам со имиња, тетратка, да. Неутрално. Ќе заглавам само на имиња. Чекај сега да се пофалам прва. Јас сум најубава. Да, јас Елена стварно не те имам видено поиќе време, иако што те имам на Facebook, ти кажав уште првиот муабет како ми беше со тебе, јас те запознав тебе покај баба и секогаш имаше на Охридска телевизија овдека и имаше на ваша песна, не знам кај беше, ќе сгрешам. Сигурно е твоите очи, Лено. Или не? Не. Таа ја знаев, али не знаев, мислам не бев навлезен во ова. Спотот беше нешто ко жолта позадина беше. И скопски на урбано беше. И секогаш со баба ми, да ти кажам, не знам, има 15 години. Села може. Со количе, со пегличе или не? Така да не беше нешто, не знам. Не е битно. Која беше песната таа? Нашето село, ако е традиционална. Традиционална, да. И секогаш баба кога беше рече попуштај. И од тоа, што тогаш и па те додав на Facebook, да заради тоа... Па јас тебе кога те открив на некоја телевизија, кај пееш, како ти се викаше песна, чекај? Ах ти очи зелени. Ах ти очи, готово, восклекнав одма, значи одма, вака, земав све што имаш дискографија, разгледав на другари ми, гледај го овај и те изгледавме без пиење ме остави тоаш да се знаеш. Кај го најдов те, кај го најдов? Кај те открив, кај се запознав. Елена, слушај, кога спомнавме веќе моја песна, аз не планирам да скажам ништо за музика моја, ама имаме една песна. Таја ми е песна, кога ќе сликаме ваму за сезона во име, кај браќата ваму по Струга, по Велешта, по Мелешти, таму сликаме. И има таму, нели, свадба се и традиционално, тие сака многу сака да му угоден на стариве, што се нивни прембавиле, да се пеете на традиционални, некојаш има со дајрина, со чуда. Так. Јас се заслушав една уште првиот момент кој заслушав, реков овак се напред на македонски јазик, 100% успеват. Го напишав текстот, па сега вака официјално да те побарам за дует да снимам. Ќе ми биде драго, еве, готово. Да не беше срамота, ќе се изнаплачев од среќа. Добро бе, оваа куќа има нешто за пиење. Готово се. Треба да се прослави. Готово, правиме дуетот. Супер. Кажи, одлично е ова, него кажи се ти за баба ти. Кој е, како е, шо е? Баба е... Кој е водителот тука? Да, баба е, иначе од Трап, село Битолско. Таму... Значи Трап слуша? Трап слуша, да. Трап слушат по цел ден. И овој втор пат кога ќе спомним, имав еден подкаст со еден професор Анис, го поздравувам. И втор пат ја спомним, ми кажеше тој нешто како демек тие AI, Artificial Intelligence, како ги погаѓала нашите што сакаме да јаеме, јас мислам исто како баба. Да. Стануваш забаве, направено комат, јогурт. Таква е таа, знаеш, ми живеам јас во хотел со неа. Значи излегувам јас дома и таа влегвит кај мене. Све што треба местит.
Така да, јас сум уште разгалено дете. Супер, нас и Фејсбук не разгалува со другари ке име на чорба и одма чорби ми искачат, кај има во, значи не следат. Да, чорба ќе кажеш и одма ќе видиш, пробај. Ај што не следат и не прскет, плюс. Со осиромашен уран. Зато сме вакви изгледа, знаеш? Прекрасно. Драго ми е за, мислам, многу ми е драго за стариве луѓе дека и таму резонирам, дека ме сакат и дека онака, пошто јас многу ги сакам и они ми се изворот, не знам, од нив црпам повеќе енергија, они ми се инспиративни со нивните животни приказни. Знам, од дете, шо? Така? Па не знам толку од дете, мислам дека од кога почнав да се бавам со традиционална музика, а тоа беше така на 20 години имав. Прво во Лесново бев, така, значи случајно со некакво кампување бев на автостоп. И се шета со автостоп? Па да, понекогаш ми се случува онака. Сега многу. Сега зашто ќе си во Скопје? Скопје? Па не со стоп. Ти давам јаки идеи, не? Да, со стоп. Коканго ќе земам, на еден другар му излекол, Бог да го прости, кочан и вака пред кола му се фрлил, ке ме носиш у Скопје и го однал во индастријал му пуштал во кола, се разбрале све супер. Леле. Мене најдолго чекање од Штип ми беше, мислам, 4 сати седев никако да ме качи некој 6 сати забаје до. Извините, прекин. Да, сега да ти кажам за бабиве во Лесново и прва вечер ги гледам на чешма собрани, над 90, пијат ракија и пеат песни, знаеш. Тоа ми беа некаде почетоците кога јас почнав со таа музика или свадби што траат по недела дена и такви работи. И тогаш почнав, мислам, цел живот сум одела во село, ама тогаш почнав да се повеќе навлегуваш, да ти е тоа многу интересно и било шо, ама така ми колку другарки ми се старите луѓе. Да, исто и јас од дете со постарите дружам така, мислам со пензионери. Тие ми се главно, ако појдов на школа, се сеќавам прво да некој се да беше. Забаваче почвам и ги гледам луѓево што ќе правам сега со деца, а се викам што ќе правам муавец овие. Аз претходно научено таму шахот 4 години со они политика, бистрење, Македонија. Тоа е тоа. Не тому ништо не треба, само седнуваш и зен. Слушаш, гледаш. Исто и во Турција, мислам Турција ми е многу инспиративна, пошто таму живеам со години од 2004 година. Збориш турски? Зборам, да. Други кои јазици збориш? Пошто кажа Па с грчки зборам, мислам неколку турскиот, помалку нешто знам. Значи, што ова све што пеам на некои јазици, знам некоја база од самиот јазик, бидејќи сакам нормално да знам што пеам и мораш да научиш со основа. Мислам, логичар сум и тука барем една основа онаква и граматичка и јазична да научиш. Така што знам повеќе фрази од јазици, тоа ми е битно, например, кога патувам, да научам песна одма, вака те се познавам и те терам да пееш, од кој јазик да си разговарам и ќе ми објасни што и како е. Само не ме терај мене, плиз. Немој мене. Тебе, тоа ми е срам, вака ќе почнам да се црвенеам од твоите песни, мислам, така некако ми маваат, нека чакра, срчева чакра. Како ти ја представам, што сакам да ја направам, што? Да. Ќе не отвори струк. И така. Како си помина одек? Прекрасно. Прекрасно. Па, убаво бев, баш ми е драго што ова го почнаа фестивалот, мислам со Пани имаме супер соработка до сега и поздрав до Крафт. Да, многу убави сите фестивали и Виноскоп и Пиволент и сите тие онака ми се буквално како една убава дружба и секој сакам да ги видам тие луѓе. Близнаците, еве сега и тебе у таа екипа, онака супер беше, мислам. Мене менавте од Охрид вака малце по неадвансен, знаеш. Полесно ви е со мене за разбирање. Лесно, тебе може да ти излажеме што за што треба. Ќе ми излажите за ефтина сума. Бендов, шо пред Бендов. Нешто што ќе те прашав, пошто нели дојдов денот кога се видовме прв пат и имаше некои други имиња на ваша официјална страна. И ми рече овие не се тука. Се менвите секојаш или како правите за врска слика? Па, значи бендот горе-долу многу често се менува. Прво бевме на почеток, кога почнавме на стабилна четворка долго време, така почнавме, затоа. Кога почнавте? Па некаде крај на 2003 почнавме како бенд да функционираме. Претходно бевме во
оркестар пецата на некои од луѓето што беа. Така. Па почнавме како четворка и сакавме некој минимал звук да направиме со две тамбури, вокал и дајре, така почнавме. И после со тек на година како се менуваше и самиот стил и израз, нели, музички, почна и нови луѓе да влегуваат. Има луѓе кои што не може да одговорат секогаш на секој концерт, за некои потребите се токму за оваа музика да бидат и така некако малку е тоа од една страна убаво, меѓутоа од друга страна тешко кога не постојано во главном има луѓе кои што се, да речеме, пеце кларинет и саксофон и лира, веќе во неколку албуми партали прави со своето шетање од стилови се. Дејан исто Теодосиевски долго време, мислам, сега Тимко Чичаковски ни е на Дејан беше за пенкалото што ми го даде. Деки. Така? Тој беше она беше... Не по пенкалата. Сериозен беше. Не. Сиво, Владче од тотално опуштање и културно-уметнички сега ми е другарче оваа година прв пат, мислам цела година е веќе со нас прв пат е ова. Така, горе-долу не знам кого да Тимко го кажав, претходно Дженгиз беше и така. А име од кај ви текна? И па баклава, кога почнувавме, ти кажев четворка бевме од различни делови на Скопје. После тоа направивме цел документарец за тоа. Демек баклавата е нешто што може да го видиш во архитектура, во математика, во филозофија, во везовите, во не знам ете блакце што можеш да го вкусиш и ние сакавме да го направиме звукот на баклавата. Како звучи таа форма или како да кажем, и тоа беше као од таму тргнавме и горе-долу исто цело време ја следиме таа, не знам, тој контекст, таа патека, иако бендов се развива де факто и јас онака мислам дека од се она што, бидејќи јас сум малце најфриленсер и најрастрчана и ја ги тегнам конците, она буквално све што ми е инспирација од секаде по светов, го носам тука и тука го складирам. Ти фактички собираш од секаде. Па да, инспирација ти доаѓа со дишење, не со чмаење и висење на Facebook и не знам. Тешко е така. Па да, малку има некој менталитет тука дека луѓето се прават дека све знаат и не знам што, а не нека да се пуштат онака на не во формализам, туку во слобода, да, некако така. Па тоа може ради овие ограничувања наши што се како менталитет, како општество, уште не знаеме кој сме сега. Па имаме 1.500.000 песни, што кажи ние македонци, и се испадна дека уствари чекај, ние дали сме тие или овие, и сега не можеме да се договориме тоа, па тек после се договораме дали можеме да станеме будисти, па да прошетаме некаде надвор. Ма за све треба да се договориме, така. Треба да се договориме. Дури секоја индивидуална одлука. Едномислие да биде. Мора, едноумие мора да... Рече шеташ, вака да ни кажеш нешто од некој од твоје шетања, нека јака историја, нека интересна. Што да ви кажем, секој ден мислам Истанбул, секој ден... Сторија. Абе, нема се шо ми текнува прво, онакво као гледам едно чиче земало, само си го направило тенк. И вакво, и го команда, ние го снимаме, пробај, значи насред улица, значи животорадосност и игривост. Еден тип онака седнал со чајли раки или онакво, абе хедонизам, не знам, такви некои моменти, јас ги гледам малце, не знам, така документаристички работи, и така ги филмски онака, како кадри ги посприемам, не знам. И мене ми е секај што има живот, кај што има возбуда, интересно и така можам одеднаш со еден ниет сум тргнала да застанам. Тука сум те видела тебе прешниш и да останам со тебе до утре денте и да решам утре не знам што да снимам за тебе, зашто си ме инспирирал, не знам, некако и тоа ми повлијаува после одеднаш, знаеш да сосема смениш насока. Многу ми се битни мене тие моменти. Што да ти кажам, на тој начин да речеме. Долго време работев со Бабазула бендов, не знам дали го знаеш, турски бенд. Не. Турски бенд е доста познат. Каква музика? Они се psychedelic folk се. Мислам доста се онака. Да ми пуштиш, psychedelic.
познати по светот, имавме значи сцени ни беа од World Music и Jazz сцениве по цел свет, ама и филмскиве фестивали, клубски, онака буквално по сите убави фестивали бевме, не знам, во Торонто, на Берлинале, од филмскиве ваму таму. И тоа е све супер. На турски си пееше? Па во главном на турски. А соло или плюс со друга? Јас бев пеач неколку години нивен, да. Понекогаш и кавал свирев нешто друго, имав и дел од композиции, некогаш бара од мене да преведам некои песни да ги пеам на македонски или да направам текст на македонски. Ама пеев, мислам, тогаш почнав да пеам и на еден куп јазици и други, што и да речем издавачката куќа, што ми е таму и сето тоа, онака ти се нова школа, буквално кога си завршил различни факултети, бидејќи се бават освен со складирање, нели, онакво на различни традиции што се на тоа поднебје и со различни други нови музики, онака, од World Music до, не знам, чисто препејување на фолклор или па джез или па поп или па не знам што веќе, што нема, така што не знам, тоа ми биле работи што сум ги учела попатно, кои што не сум ги очекувала, не знам. Ама секогаш била некако песната која што ми била линкот за да останам некаде. И така што знам. Значи се водиш на фул артистички ти уствари во живот. Баш ми е мило, баш ми е мило. Ти кажам една концерт што ми текна со Бабазула, кога имаме настапи, појма немам за што настапуваме и сваќам дека настапуваме за Паоло Коелјо има промоција на, тоест чествување на неговијата нова книга, или беше тогаш преведена на турски. И се појавува Паоло Коелјо со обезбедување и со Рудолф од Скорпионс. И сваќам јас дека они ќе се качат на сцена. После, да. И после него со нас. И Паоло пееше песна од Скорпионс. Леле. И онака се чудам. Сова заедно ти. Имате една децата од Истанбул се како виножито и таа со кореографија 8 пати клекни стани, сите со Паоло, со Рудолф, клекни стани, такви. Или не знам, Ербил кога бевме во Ирак, таму луѓето 8 пати поинтензивно изразуваат љубов, може да се слично. Како беше? Се пуштат брзо. Не само тоа, туку. Значи прво ние доаѓаме од турнеја во Европа, месец дена бевме по Германија и по Австрија. Од 15 степени на 45 степени. Директно чекаш, онака, да во телевизија да влезеш и во телевизијата се имаш онака кафези со папагали, жени што плетат, козметика, ама таква еден наивизам, една еклектика, онаква сценографија и диригент што им диригира кога да аплодираат на гледачите насред песна и така. И самиот настап беше во еден парк, онака како настапуваме и мажите онака до крајот на паркот, жените позади, знаеш. И она се е толку интензивно, знаеш, влегуваш, пошто имат инструментални и онака блицеви, те снимат и ја веќе толку ми стана интересно, знаеш, целото тоа. И доаѓа обезбедување, кажува, не може више, као дај, и овие, молим те, викам, не ми смета, остаги, не може. И одиме има позади, како се вика, кулиси, вакви шаторчиња за пресоблекување. И со обезбедувањето одиме и вади тој апаратче, може да се слика. А ови ги караше пред концерт? После, собра, после концерт, директно во не се ни пресоблековме, раце надвор, како Битлси да им дошле. Мислам, многу онакви убави настани, убави работи. Луѓето се желни за уметноста, ама си онака, една жена, многу те сакам дојка и мене, онака. Тоа е начинот на го што комуницираат 8 пати поинтензивно, мислам. Се осеќа тоа што што упрати Woman Supremacy. Се осеќа дека е стајано таму на второ место женава, така? Тоа сакаш да кажеш? Не, сум те гледала на телевизија вчера, сега сакам да се сликам, поклон ти дава се до тоа, директно. И так, убава. Друго кај имаш некаде видено вака што интересно нешто? Многу места, не знам за кај да кажем, нека. Ај кажи нешто ти. Ја што да ти кажам?
вчера, завчера го завршивме фестивалот, убаво беше. Не, Прошетам сум до едно локално село, дека ти пошол кажеш дека си шетам. Да. Многу е муабетов дека кога имаш темпо скоро секој ден концерти, некогаш не си ни свесен кај си било, не можеш ни да се сетиш. Премногу било за да го осетиш местото. Затоа што секогаш сакам, например, ако сум Охридците, ќе си одат одма, ја ќе останам уште 3 дена повеќе, да речеме. Или така останувам и така уствари ми се детерминираат места што ќе ги посетам, кај што сум била, ако имам шанси да останам, немам настап, тоа ќе останам. Меѓутоа ако ми е секако што ни беше темпово со бендовите, зашто тогаш јас си го имам матичниот бенд Баклава, со Горан Трајковски имавме биоскопија, со Кирил Џајковски. Сите беа тогаш во тој период онака како интензивно, сегде да стигнеш и буквално немаш како војник, некаде брзаш да стигнеш, знаеш, такво некој темпо. Убаво е тоа што е мала адреналина, ама не си... Мој да се живее? Сега, ако што била жива сум, вака фино, ужуточим сум. Не знам што значи. Јас во сигурно сум... Тоа значи прашање, може да се живее. Дали се живее? Ама да живееш мора како крал од музика. Па добро, никад не сум имала амбиција да се збогатам од музика. Стварно сум го сакала тоа. Мислам, не знам, джубокс ме вика у средност, нон-стоп пеев, значи немаше, досадно ми беше у школа и на факултет на архитектура. Нон-стоп као тешко теко да жнееш и пееш, само пееш. Знам на факултет ни дојде, имаше еден Олуич, нацртна и дојде вака ми доаѓа. Избаци тај инструментот наполе да ga не разбием насред часот и оти сум се запеала за свирка. Мене беше таа природна средина, никогаш не мислев дека тоа ќе ми биде, не знам, нешто со кое што ќе... И не се замарав со тоа дали јас ќе заработам, дали ќе живеам од тоа. Во кој смисол те прашав? Не, без везе е прашање, знам, ама во смисол зашто викаш бев вамо во една група, па во друга група, па во една, па во друга. Ти дека дали можеш пример со една група, пример само со Баклава да живееш еден decent life? Па во моментов гледам најмногу бидејќи Баклава е моја група, да се најмногу сум посветена на неа. Сега сме онака да не замарам со факти, ама делот Мост организацијава за музички работи, знаеш, која што нуди онака нови можности, нова поддршка. Имам издавач Германец, не знам, имам досега онака со Баклава 20 и кусур години сме на сцена. По концерти претходно. Па не ги бројам. Сега некогаш повеќе, некогаш помалку. А има вака пример секој не некогаш се повеќе во странство, некогаш се повеќе тука. Мене ми се едните и другите драги, ама немаме. Па нема во Охрид одамна дојдено. Како вре? Што знам кога беше последен пат? Еднаш бевме во да почнам во Кадмо ли бевме последен пат. Што пееш? Не знам, имавме, мислам дека порано повеќе доаѓавме, некако како. Да, во старото Кадмо, во на плажа бевте или ондека во Чаршија? Таму кај што си е. Во Чаршија? Да, во Чаршијата, на тоа. Не знам, одамна немаме дојдено во Охрид. Да, јас не темам видено искрено во Охрид. Да. А ти викам, ти ја пратам работава и затоа и те дододов и стварно ми е кеф што снимаме овдека сега. Многу ми е кеф плюс дека си женско. Ми зборове овие сите не сум знам со женски да правам муавет, затоа не сум викала женски. Абе, гледате дека знам. Женско малку чудно. Да, бе, чудно, знаеш. Чудно е женско, ама ова женско многу со машки задружи. Да, ја немаш таму фул енергија. Како за демек различности, знаеш, не, ти си... Па добро, женскиот принцип се трудам да го негувам и да... Вака мислам, да, сепак сум јас дама. Една дама која што сака да биде така третирана и ти благодарам што така... Така малце по... Не си бате? Говорат на... Не. Не си бате? Не. Не. Не си бате, кео ме кајме бурек, нешто не си. Добре, другарче сум, ама... Мартини. Имам и јас граници докај ќе јадам бурек. Не, ова кој што ми збориш, кој што те слушам, се осеќа дека не само тоа што кажа дека си била на секаде не оседувам, а се осеќа и некоја друг интелекс што значи како една ризница само излегува некој зборови што се чудни за слушање, и дека се гледа дека имаш
дека си навлезен во музика и дека имаш и читано и дека имаш и изживеано. Топ, ми се свиѓат. Имам проблем тако не знам за што да зборам попрво. Да. Многу леери. Затоа ти реков, ќе кажеме само нека чаршиски муабет и ќе си кажеме пример што си имаш, што ти е кеф, затоа. Ова е опуштено, мене ми е концептов така, да не е она класично, ето пример само едно прашање те прашав што е класично и дури ќе го избришам на трет, ова со живеењево, заради тоа што не сакам да биде така, не сакам да биде сега демек јас те препрашам те, па ти мене ми одговараш, онака ќе кажам и јас, нема веќе смисла од таков вид на новинарство според мене да биде само прашвање, па сега одговори, сега колку луѓе сте во беднов, 4. Кај бевте после, овамо. Ти да биде само прашање, само така не е интересно, ако кажам и јас можда нешто свикам, дека сепак на мојов канал, може ќе се доближи дополнително, ако што кажавме сега ќе снимаме дует. Готово, значи... Не, замисли, вака ќе направиме за ова. Јас ќе ја снимам песна и ќе ти ја пратам тебе, да ми даеш едно мислење. Не демек учество, значи јас не се рачунам, не музичар ништо, ама да даеш едно мислење заради тоа што оваа песна е слична на она што го правите вие, заради тоа што планирам со Дајре, кој што кажа, и она вака што се тинг, канон. Тоа го имаме во бенд. Го имате? Таква сакам да ми е песната. Баш. И да ми даеш едно мислење стручно. Секако. Ако ти се свиѓа, ќе ти ја продам ефтини пари. Дај да видам колку шиткаш, да почнам ја да ги шиткам моите. Леле колку сум наивна. Една песна, значи супер песни правам, кај да гледам, во која камера? Во ондек. За само 999,99 точка ова она, значи многу добри. Какви песни знам да направам. Еве и на овај ќе ми го направам, он не е свесен. Он ќе кажам вака, ја ќе му ги земам парите. Ја, не он мене. Кешки. Чути. Не, досега немаме ни едно засечење, све е во ред. Ќе го ставиме вака цело видео. Дај да видиме што песнички се направи. Абе, добро, ајде, па сега мислам дека треба, како се вика, да си заработиш од првата песна. Заработи Као свидетелство, онака. $120 ми дадоа YouTube од views. Стварно, па добро, супер, па добро. Ти ќе го добиеш и тоа, изгледа, плакатчето, а? Не, имам уште 90.000 пари. Ја ќе лајкам секаде, лајкам. 90.000 пати треба. Тие лајковите што ти се од мене, ти се да знаеш. Од мои лајкови се храниш. Леле, ме скина од зафркавање. Абе, бронете, море. Таман работа е од дуго, мене. Најголем кеф ми е кога ме зафркаваат некој. Комплимент ти давам, ја така знам да давам, малце... Женски вака дават комплимент кој? Не знам да ти кажам, јас само со машки правам ова. Не знам со женски. Годивме, не знам дали кој комплимент ова да го сватам или... Не, направивме муаве, чути, убаво е. Нече ќе те прашам сега. Ајде. За тогаш кога се ишиша. Што ти се дешаваше, келајца, му што му рече на чајка, да шиша. Ти порасна се еди перикам. Ова е мојата природна коса. Јас, ама никогаш прашала една од пеачките, не знам, имало еден ден со таа да не именувам и прашале да ме дали сте изневерили. Она рекла никогаш не сум. Ја никогаш не сум се фарбала, сакам да кажам. Па што ми беше, зашто си ишиша? Да, шофер стегна. Вака се видов во огледало. Ме фати војвода сакав да за Македонија. За Македонија? Ке оклајмува на почеток во видео. Ме фати, како се вика... Криза нека? Не беше криза, вака шала на страна. Да. Се видов во огледало и коса долга, со прамени, со ова, со она. Ако се гледам, викам, неке да сум јас сега ова, у овој момент. Така? По 5 минути, фино лепо си закажав кај фризерката, си отидов, ме ишиша и од коса толкава плетенка ми ја
ми ишиша скроз, значи келава нула, онака. Нула, да. Ке стамено И после беше, да, многу беше незгодно, одма на одмор отидов и сите ме гледа како да сум болна, ама немаше некаков порив кој зна како. Ми се шишаше, дека ми се шишаше. Да. И убаво се чувствував. Значи, мене буквално може да ми текне секој момент да сменам стил, едноставно да ми се смачи нешто што сум слушала музика, што сум облакала, што и си го следам тоа, многу ми е лесно таа некоја внатрешна, она што ми е внатре да го извадам надвор како имидж, како тоа многу лесно ми оди. И не ме замараат луѓе, никогаш не мислам на други, онака кога ги слушам, мене ми е тоа страно. Ги разбирам само вака, кога ќе ме прашат како можеш, како ми тие, па ти личиш на, знаеш, некои убаво реагираат, некои чудни, некои алал да ти е храбра си. Уствари не сум ништо, просто така ми доаѓа, онака. И така убаво истерав неколку години со. Кога беше ова, пред толку време? Па мислам дека 2018-та, 19-та бев, дока 20-та некаде веќе почнав да ја пуштам. Да. Хронологија знам за секи ти кажам што ти треба и за косата. 2013 што правиш ако ти текви на 4 април? 2013 бев во Фетија живеев тогаш на едно место убаво, едно градче. Фетија се вика на долу на Медитеранско море во Турција. И во април бевме, сигурно имаше фестивал на вино, века тоа. И свирев со едни дечки гитара и перкусии на тоа фестивалче некако тоа е Узумно се вика местото и можеби да беше токму на 4 април, а таму отидов зашто настапував на фестивал за документарен филм и се отидов крај на јануари, останав на 1 април уште бев таму. Со бакла? Сама. Сама. Мислам, кога патувам, најлесно ми е да патувам сама, зашто можам да импровизирам. Немам координати, сум спонтана и многу можам да сама е најбо, не? Да менувам. И не треба чекаш кога се спрема. Ама не знам што сакам, значи патувањето ме прави да бидам да се препуштам. И така некоја терапија ми е многу полесно било што и не ми пречат некои услови ако немам или имам или треба, не знам што. А ослушнувам што ми треба. Значи ако нешто ми дојде, траекторијава ќе и по цело време контролираш сам. Тука гласчето што ќе ми каже внатре, тоа го следам, така некако. Тоа е најбитно, нели? Ако не следиме тоа гласчето, ако следиме само овдека што е шашмава. Што живот ќе биде тоа, ќе биде просечен живот. Така да. Така се. Не ќе прошеташе никаде, но сето просечен живот, замисли. Да. Не сега Фака ќе ме прашаш, мислам дека ти кажувам дека и во светот кој што мислам из Македонија тие што сме оделе тогаш за лесно кога почнав по некои селца, по некои реки што сме кампувале, мене тоа ми останато во едно од најинтензивните, најубавите сеќавања што ги имам. И сега освено на музика што си имам изнаслушано секаква буквално и тоа многу ми влијае во компонирањето. Имам слушано, зашто неам. Која знаеш од Војо Становски да ја испеем? Кај ме најде се. Ај ти пеј, јас ќе те пратам терца ќе. Европо правди недели, народот слушни што вели, ни педа не ви дава. Да не сакаш да не испееш нешто во подкастот? Ништо. Па не знам. Ама нешто да не испееш чудно. Чудно? Вака да... Ах, тие очи зелени. Ја знаеш? Шо? Само ах, тие очи зелени, толку. Шо да испеаме? Не, замисли ти да испееше. О, што ќе беше таа песна. А тебе ти се зелени очите се? Да, бе. Ето, видиш за кога сум ја пишала с песна. Знаел ти. Знаел. Сега ќе почнам да се црвенеам. Леле. Немој. Леле, мајко. Заглавивме на песна. Ајде, после ќе пеам на крај. Ајде, после на крај. Да, имаме на рубрика за охриди и охриѓани. Ајде. И сега да ни кажеш ти малце со твојот нормално поетичен глас и стас и све, ова што го гледам и слушам, нешто да ни кажеш мотивационо или како сакаш, како го доживуваш Охрид. Ево беше 3, 4, 5 дена. Добро. На охриѓани да се обратам? Да, може да се обратиш. И во камера на Охриѓани, што да ви кажам, значи сте паднале во како лажице во мед
не знаете што имате, да си го цените тоа што си го имате, на најубавото место на светот живеете. И мислам дека е, значи, храна секојдневна имате, и духовна, и физичка, и секаква, и воздух. Ја тоа поубаво нешто нема. Па тоа ако не е плодно тло за да творите и да правите убави работи, а не да се оговарате и да правите лоши работи, ја не знам што друго да е. Толку имам да кажам, вакво убаво место нема на планета, најубаво, најубаво. Јас сум шетал, сум бил и на запад, дури до Германија. О, далеку. Шо? Цитирам Владко Стефановски. Да. И така. Кој ти е омилен некој пејач, вака од нашиот, да ми кажеш? Пошто рече си слушала како мала. Од нашиве? Од народниве прамовет. Па сите овие нашиве. Орце Стефковски, ги имаш слушал? Леле, тие твоиве. Тие мои се овие, да. Ги Орце, знам, Војо. ги имам вака, ама ги немам осознаено вака како тебе, не можам да ги пеам, инаку ги имам проследено таман работа. Не, добро. Од општа култура треба да се знаат тие. Да. Ама кој ти се има најмногу, значи, како мотиватор за може да се бави со ова? Значи, од да не почнам сега клише да зборувам за Сариевски, за сите оние пејачи стариве и од поновиве за Гоце Арнаудов и еве ни го Миле Кузмановски, Наоми, еден куп. Имаме убави пејачи и на современава народна и на традиционалната, на Бадев, мислам, класика и од, ако зборуваме за народните пејачи. Инаку, имаме многу квалитетни. Знаеш кој го открив, баш ми се за него да ми даеш. Имате еден пејач, сега дали ќе го згрешам имено, не знам, мислам дека се вика Диме. Добро. И од Скопје, ама повеќе не снимат човеков музика, имат и на планино, моја родино, Ефто Попиновски не е. Не, Диме Поповски. На Диме Поповски мислиш ти, да. Сега ми текна која песна мислиш, да. Па чудесија од... Да, прекрасен. Она неверојатно нешто е. Јас на народнава, како се вика се. Па не, тоа е она, нешто, не е народно. Диме Поповски е, да, прекрасен пејач. Шо стил е она? Вака, шо музика? Поп... Ко поп нешто? Да. Да речеме шлагери, поп. Ама какви музики има човеков е. Прекрасни. Сега го немало за јавност никаде и баш се заинтересирав, ајде кога дојдам ше. Не се повлекол, готово, ја решил работа. Ама вистина има да решам колку песни го има тој. Прекрасен, да. Ке извоиш некој? Од странство? Може? Што те мотивирал? Што те инспирирал? Што те натерал да си и ти пејачка? А после ќе те прашам што ќе работеш ако не беше пејачка? Јас работам еден куп различни работи. Што, пример? Филмови правам. Архитект сум по професија. Ама сите се тоа нешто уметност? Сите се уметност, да. Продавачка ќе бев најверојатно. Продавачка? Книги ќе продава. Онде ќе имаме пријател. Не образува цел град. Да го поздравам. Знам што немаше да бидам, хирург немаше да бидам. Стресно тоа. Да. Хирург. Плюс многу години работа, мислам учење. До 30 години да учиш. Кај мој тоа нешто? Има многу пејачи, мислам, не знам вака на кој да се посветам. Еве, ајде, пошто Германија спомнав, Александар Велјанов од групата Дајна Лакајн, го знам милион години. А тие се работува со... Не ги знам. Да, од таму се? Како да го знаеш, да. Секогаш ми е драго кога ќе се видам со него и не знаев дека е македонец од Битола. Се работува со, знаеш, Горан Тајковски, дека ми е исто така многу битен човек и музички и како пријател и секако и се соработници и заедно работата со Велјанов, така да речеме еве едно и сега да не почнам да тие се мислам ширам, сега се со години музичари, така? Да. Значи музичари оригинално. Да. А од младиот некој кој ти се многу е тешко на толку многу музики изнаслушано се да почнам да ги редам како телефонски именик, мислам некако не ми доаѓа ми е. Не, затоа те прашав толку специфично. Малку исплакнато, да. Немам нешто ова. Немаш. Па не, во принцип не сум сега во моментов немам некаква нешто што посебно слушам и што сум во тоа, така што не. Сега си во зен. Да. Овдека во Охрид пати зенот. Мислам дека повеќе сум сега во правење на моја музика отколку во слушање. Значи, ми поминала таа фаза кај што сум абсорбирала, барем сега, за сега нема нешто што ме
Да те задржи скроз внимание. Си ги сакам, нели, современициве што прават музика младиве сега. Да ми кажеш, младиве што прават тие? Младиве дали ќе ја решат работа или ќе треба да враќаме од Васка Илиева? Има многу убави бендови што функционираат, не знам сега. А заш мислиш дека не саќе да снимат македонска музика, ваква, пример, традиционална, фолкче, нешто? Заш мислиш, заш не сниме таква работа? Код прекрасна музика имам овде, све средено во таа смисла, најмузикален народ сме, најзнаеме да играме, најубави сме на фаци вака. Има луѓе што си работат музика? Ама имат се кавер бендчина, никој не сака да сними собствена негова песна. Зошто тоа се случува? Тоа не ми е јасно. Јас се обидувам барем со тоа што го работам да мотивирам дека не е се онака една форма, дека може да излезе тоа. Мислам, ти нахрани се со која музика ти одговара, со кој стил сакаш. Нормално е дека мислам дека е неопходна традицијава и добро е што се враќа, меѓутоа не да биде тоа едно, не знам, едно копирање или едно помодарство, туку тоа да те направи да направиш нешто свое и нешто нешто со кое што ти ќе бидеш впечатлив. И барем да си го сакаш твоја. Или твојата интерпретација да биде впечатлива, онака и на традицијата. Мислам дека треба се негува во една жива и убава и твој личен израз на тоа, нормално, и дека најмногу треба тоа да се учи. Ама исто така треба си ја даеш и слободата да направиш нешто повише од тоа. Па тоа чудно е, знаеш колку музичари, колку пејачи имат, колку се имат по овој одат звезде гранда, ваму, таму, шо не, какви не песни и испаѓа до ствари тие што ќе се прослават нешто вау, снимат ковери и одат на тезгарски работи, не сниме нивна музика, а музичари ќе јаки. Комфортна зона тука. Секој подома студио, сега и тоа е модерно, секој подома студио. И снимаме, сега ќе снимаме од Ацо Пејовиќ, ковер. Немало, на новија генерација веројатно нема кој да им каже за што е квалитетна музика. Општо онака, не знам, растат со тоа, растат со такви шунт музика. Тоа ние сме имале, не знам, мејнстрим ни било Rage Against the Machine кога сме растали. Сега тука има разлика од мејнстрим да ти Ацо Пејовиќ. И јас ги гледам, ги слушам што слушаат и тоа да кажеме, например, имало и турбо фолк и такви типови на музика, меѓутоа тоа било, значи, во многу помал процент. Сега е тоа доминантно нешто и како тој да прави нешто друго кога тоа се бара, кога сака да одговори на побарувањата, кога не е наслушан музички, нема осет, нема своја критична мисла што треба да се прави, дека сосема онака, мислам дека не се слуша музика доволно. Се зборувам онака со честни исклучоци множества, не знам што прават убаво. Пак ќе кажам, да не почнам да ги редам ми онака. Па чим дојде јас пе музика да направам, така, секој сега мој да направи нешто. Ја ти кажав, ти шо и да направиш, тебе ти лежи, пошто ти е онака. Не за парканција, да регулираш за парканција, шо? Да ги насмееме народот, шо друго, нема шо друго. Така треба. Да, ама заш да не море? Само компјутер ти треба, не ти треба нешто плюс еден микрофон од ова. Со ова можеш да снимаш цела композиција, се имаш, не знам дали следиш, дали пратиш по YouTube, не бесплатно ти ја дават инструменталов. И сега ти имаш, пример, милион инструментали, бесплатно ти ја дават да си ја користиш ти да си наплегаш со таа. И сега ти треба само едно текстче да напишеш нешто смешно и да си музичар. И сега покрај сето тоа што го правиме муавет, да се одлучиш да свириш ковер. Не ми е сватливо, ајде да ја негуваме таа традиционална, пример, музика што е останата од милион години уназад, во ред, разбирам. Ама покрај тоа, една направи твоја, една пробај. Може ќе биде нешто. Баш сакам и да ги мотивирам. Мене исто ми беше идејава, кога ќе ме прашува некој што планира. Мене беше идејава да му кажам на луѓето дека ти и без потенцијал или можности за да си пееш, пример, не си пеел никогаш, јас прв пат вака имам пеено пред луѓе на 25 години. Пред тоа, пример, кој на обичен човек да можеш пее и не пеет, но се срамев. И сега, пример, да ме тераш нешто, не, на фестивалов нешто ми рекоја. Тоа беше смешки, вика да пееш. И јас одма му се скинам од мене по телефон. Па требаше пееш, да. Абе, како ве да пеам, викат вака.
По првиот ден имаме народни изведувачи, демек тука можеш да се совпаднеш 20 минути да направиш едно шоу 20 минути само. Го слушам, ака не ми се вервит на уши. Те викам, кај знам јас да викам да пеам, кој се викам кој ќе настапет, викат Баклава, Миле Кузмановски, тогаш се згидам од смеј. Викам таман ќе се совпаднам со нив. Требаше, да, имавме спремена песната, ќе направивме дуети. Да, тие најаките пејачи, тие викат меѓу нив да пееш, ти да правиш. Не, мој царе, такви работи. Си викам, Поше пееше Кирија на вино продава, Кирија пееше за проба, на микрофонот го пробеше. И си викам јас, баш во тој момент се изнасмеам за муаветот што вика да ме хите пеј. Еден на 5, бате, сите луѓе вака останати чудеи, се рачунај, после тоа некој со капацитет колку јас, ќе ми се скине од смеење тука, ќе си оде луѓе. Ај наредната година. До наредната да имаш сад време програма, ја ќе ти ја менторирам. Така? Може, фала многу. Сакам да истаме на народна сеја песна, се викат Ми велат да се женам. Таа сакам да ја истам. Па може ќе ја снимам. А ова што ти викам ако ја снимам, таа се вика Ај терај их терај. Ај терај их терај. Ај терај их терај, фати патот на таму. Таква е. Тебе те слушам, да знаеш. Те слушам и те мајкам. Прекрасно. Ето, јас ти спеам, сега се ти наред. Да ми кажеш некој не денес, туку не знам пред една година. Ајде пред 2 минути дека ќе пеам пред тебе. Немаше да верувам. Немаше да верувам. Да сприме таа и да испееме дует одма. Може. И то да седнеме вака некаде. Овдека ќе снимеме јако спотче. Она ќе биде традиционално. Со 3 напред. Ќе најме купи имаме едни пријателчина што се играорци. Ќе викнеме тие 160 души се. Ќе викнеме 160 души облечени сите во ова. Дроној, моној, парче. Ти ќе ме покриваш. Тоа е тоа, да. Добре, Елена. Не знам. Нешто друго да ни кажеш вака, како, не знам, да ни кажеш нешто. Што да ви кажам? Да не бидит по шиниве мои, кај што те носам или кај што во името, туку нешто така да ни кажеш, нешто интересно што те занima те, во шо вервиш ти, во што си мислиш, како се чувствуваш, дали те фаќат овај што е Бранов на воинствено размислување, сега нели тоа е сега во филм, као демек војните почваат опасно, оно. Дали тоа го осеќаш? Што знам, дали вервиш во Господ? Што мислиш за таа тема и тие работи? Прво е тоа многу колективно, значи стравот е, сите емоции се колективни, што не здесуваат. Ја ако не верувам и не се замарам со војните, ако ти се замараш, таа енергија јас ја осекам, така? Да, со короната, така што се трудам да станувам имуна на тие, некако да се одржувам со тоа што го работам и со животниот стил, да сум надвор од тоа. Да, верник сум, мислам не сум некој кој што константно го живее, не знам како тоа, меѓутоа длабоко, да, христијанство, православен, си го имам длабоко во себе тоа, ми е интимно чувство, меѓутоа не е нешто што го практикувам секогаш и редовно во некои периоди, помалку, во некои повеќе ми се случувало да седам во манастири во неколку и тоа се прекрасни искуства кај што се собрани, имам монаси пријатели и онака е многу убаво да се другарува со нив. Каде што се собрани луѓе во име на љубовта и во име на Бога е убаво. Што се однесува до она што го зборувавме музички, гледам да биде тоа, значи, истражувањето и традицијата, меѓутоа како и во, првиот албум беше традиционален, после тоа се вика Калемер, се накалеми некоја минимал музика на традицијата, третиот беше повторно истражување на 7 јазика, четвртиот беше повторна авторска, автобиографска некако, со различни стилови ќе се ова е пети фактички, така пети. Ова е пети и овој спонтано се случи, да, како? Излезе на интернет? Да, излезе и физичко издание, имам чека да ти поклонам едно издание, да.
Ке го видиш. Како е тоа физичко издание? CD. Уау! CD. Ова ќе го Ќе биде и за баба плоча, е поклон, така? Чекај. Или не е поклон, мора? Кажи? За баба рече поклон? За тебе, за баба ти, поделете си го на пол. Ај, отвори го, разгледај го, покажи го. Вау! А ова за Скопје албумот... Да го отворам? Да. Дај ја со ноктите, ќе ти Ајде. го распарам. Ајде, распарај го. И што знам што да ти кажам, што ме праша друго контекст, не знам што беше. Врска, ја. Не знам ја. Не ти го? Ќе сечим. Па не, има за сечење колку сакаш. Не бе, нема многу верби, нема. Многу природен ни е муабетов и пак ќе речам тие што викаат дека не знам со женски да промовам. Па та, вистина со женски муабет, што да правиш со женски муабет, искрено? Еве го новиот албум на Баклава. Го имате и на интернет, оставам. Да, официјално издание беше на 23-ти сега. Урбано, а? Урбано. Натре имаше буклетче. Вау. Од другата Ова натре? страна. Да. Ајде види. Море, ова. Ти го CD-то. Не, тоа другото што е натре. Сега. Треба да скупам CD-ROM сега. До сега немав изговор за стави го се. Да купам, сега мора да купам. Ќе мораш. Ке мораш. А чекај, тука е на различни јазици фактички истото преведено? Леле, колку јако. Интересно, ќе оставам во дескрипција на видео. Да, баш ми е мило што сварате музика, сериозно. Ништо што да пееме заедно нешто, не вака не ми е по. Ако не ти се печо, ај пеј на некој јазик странски. Ај. На јапонски. На јапонски мојот? Знаеш јапонски? Пеам се еден проект спремно. Ај, фати е на јапонска шо. Таман да не Не ми со се. тебе сакам нешто да испеам. Ај со мене втората ќе ја испеам. Од без страх. Мене срам ми е сега. Срам те фаќа и што ми Срам. го дава сега да Абе, ти се подпишам? заборев. Па да, морат. Имаш пенкала, немаш? Баре го Да, на, ќе барам. на Даре. Пенкал има. Немам сега, ќе барам по вас. Ке најме он нека кај... Ги враќаме столчина. Кога ти дојд некоја... Ако ти дојд, речи е шо. Јапонска. Ајде, ќе пееме, ја излези стара мајко. Таа, мора да знаеме. Ја излези стара мајко на пенџерето, ја излези стара мајко на пенџерето. Па да видиш кој помина, умре за него. Па да видиш кој помина, умре за него. Да ја јавиме? Или ќе пеем уште? Дуду. Дуду. Дуду.